И ми вика, ќе треба да дојдеш, ќе треба да правиме некоја интервенција, имаме проблем од редовен пап тест. Добро, ја тогаш немаше толку информации каде што може да се чита, плачам во авион, плачам на патувањето, што е сега, немам никако да прочитам, немам ни интернет колку имаше и немаше, како сме користеле, не памтам. Патам таму Атана сме побара за жена. И така се ми се сруши некако. Ова е каде? И во Парис. Во Парис? Да. И пред колку години? На која возраст? Значи на 26, 25, 6, све тогаш се случува фактички пред да го родам Андре. И добро, тоа не било нешто најстрашно на свет, меѓутоа за мене прв пат, никогаш не ми се случило, плюс не одам на лекар зашто имам проблем, него си правам редовна контрола и тоа памтам дека секогаш пред Нова година тие работи си ги завршав и ние тука околу Нова година патувавме. И ми се сруши светот, ми кажува тоа ќе правиме ваква интервенција, онаква и ова ми го кажа. И да знаете сега, зашто не знаете дека сме долга врска, ние ни план за дете, ништо, ама овие зборови ми ги кажа. Да знаете дека сега во наредните 6 месеци ќе примат терапија, ќе правиш ова и не смеете да правите дете. Не, нема впукање на водењак со ни едно дете. Да, не го знам тоа чувство. Туку ми се лошеше многу, ми се повраќаше. Тука имав една другарка што ми го имаше тоа кажано како симптом пред дека е за пораѓање и ми останал секогаш во главата. Јас имам млада мајка и од секогаш ми било во позадина тој, секогаш жената ми кажуваше да бидеш млада мајка, да родите. Значи, што чекате толку? Со Атана 14 години бевме во врска пред да ме побара да му бидам жена. Ако се спомна третото дете и дека треба и дека сакаме и дека некој тука вака ми стоеше, тоа е Атанас. Повеќе од мене и секогаш со умерено знам дека ти треба тоа да го направиш, нели целиот систем да го износиш, да го поминеш и се не навалувам, ама да секогаш ми каже и кој ќе ги гледам и како растат, гледа какви се, нели можеме се уште едно вика тука ти, што ќе ни фали, што се аз си готвела за 2 а за 3, како вика мајка ти? Не дека не ми текнало, нешто сега кој се случи, ова е бремено, се знае, секоја една бремена жена во 9 месеци постои некаков ризик и си го носи тоа и старите, зашто тоа го викаат и затоа се кјутело, се таело, само заради тоа, зашто тој ризик постои. И секогаш си викав, ако нешто не дај Боже се случи, секато главата сум викала, секогаш ќе ми го препишат дека би било Не само збориме ние за изгледот, збориме за кондицијата. Кога збориме за вежбање, бременост и слично, таа е нека животна кондиција која што после ти помага еден транспортер да го кренеш. Ние смееме да ствараме пака неколку фрустрации. Фрустрација во смисла дека не треба ништо да наметнуваме, дека не е тоа ништо задолжително и дека не значи дека ти ако не вежбаш си лоша мајка.